Не се пали светилник за да се стави под поклоп, туку се става на свечник за да им свети на сите. Такви светилници, запалени од Бога, се светите. Тие се поставени, се издигнати на високо, за да ги осветлуваат и осветуваат оние што ја сакаат и почитуваат нивната светлина и светост. Бог ги запалил тие светилници, зашто самиот тој е светлина која е живот, вистина и радост. Вистината не може да биде ништо друго, освен самиот живот и познавањето на животот. А надвор од светлината и надвор од животот не е можно да се познае вистината на животот. Таму пак, каде што е вистината, таму е и радоста на живеењето, зашто нема поголема радост од таа човекот да живее во вистината и таа да го направи слободен. Затоа Господ Исус Христос за себе рече дека е светлина, светлина на светот, и ги повика сите кои што поверувале во Него да го следат, за и тие да ја имаат светлината на животот и вистината. И тешко на оној човек и народ што живеат во мрак и не можат да ја почувствуваат радоста на животот. Господ Христос повикува да го следиме додека е уште ден, додека се уште можеме да се доближиме до одблесокот на божествената светлина. Впрочем, карактерот на еден народ, начинот на неговото живење, навиките се формираат врз основа на вредностите што истиот ќе ги присвои, негува и живее. Како македонски народ го добивме тој благослов од Бога да имаме вредности кои како гарант ќе имаат цврста основа, како што вели светиот апостол Павле, зашто никој не може да постави друга основа освен онаа што е поставена, која е Исус Христос. И сета наша историја, нашата култура, нашата уметност го покажуваат и докажуваат ова, дека во битието на македонецот е всадено битието на христијанството. Ако само за момент фрлиме и најбегол поглед на сето на што не обкружува, не само просторно и физички, туку и духовно и временски, ќе видиме многу цркви и манастири, многу ракописи и книги, многу икони и фрески, ќе видиме и многу обичаи и традиции испреплетени со Духот Христов. Секако ова не дошло по некоја случајност, ниту пак е продукт на некое наследство. Вредностите мора да се прифатат слободно, мора да се сватат за да не променат, да не направат нови луѓе. Слободата е еден од најголемите дарови со кои Господ го создал човекот. Една од карактеристиките на слободата е изборот, да се одлучиме меѓу да или не. Но како што ќе избереме, така и ќе ни биде, такви ќе бидеме. Господ Бог повикува, а не присилува. И богоугодно е што нашите предци се определија да му кажат да на Бога, да му кажат да на спасението. Тоа беше чин на покаяние, на увидување на состојбата во која биле дотогаш. Тие сватиле со помош на својот разум, но ја примиле вистината со своја вера. Токму во тој контекст, денешниот славеник, нашиот духовен великан Свети Климент, во своето пофално слово за својот учител Свети Кирил Солунски вели: милостивиот и штедр Бог, кој очекува луѓето да се покајат и сите да се спасат и да ја познаат вистината, зашто Он не му посакува смрт на грешникот, туку покаяние и живот, не го остави човечкиот род
da otpadne poradi slabost, da podlegne na đavolska soblazna i da zagine. To ako napravi i za našiot rod, koga nego izdigna ovoj učitelj, koji što go prosvetli našiot narod, koji poradi slabost, a ušte poveće so đavolska izmama, beše si go pomračil umot, pa ne sakaše dodi vo svetlината на Божите заповеди. Ете, како Бог го повикува секој човек на покаяние и преумување преку своите избраници, преку оние кои што со сето срце, со сиот свој живот го примиле Бога, му го предале своето постоење. Затоа светите се светилници запалени од Божјата светлина. Ние пак, зависно од себе, од тоа колку сме достојни, примаме од таа светлина непосредно од Бога, но и преку светите светилници. И ние како народ, преку нашите свети, ја примаме таа светлина која благодатно делува врз сите кои што со вера, надеж и љубов ја бараме. Свети Климент, нашиот патрон, е наш светилник, запален од Бога, за да ни свети на сите. Тој е познателот на вистината и престојателот во љубовта. Тој е прогонителот на мракот и очистителот од делата на злото. Тој е бранителот на зборот и творецот на книжнината. Тој е просветителот на македонските и словенските земји, рамапостол и архиерей, каков што подобава. Тој е втор Павле за македонската земја и ангелот хранител на нашиот народ. Тој е градителот што постојано го гради и надградува духовниот раст на своето стадо и недремелив бдител на црквата и народот во Охрид и Македонија. Возлюбени, да не ги забораваме светителите што ни ја покажаа и докажаа вистината и што ни го дадоа животот. Почитувајќи ги и славејќи ги, оние што не воведоа во светлината, се почитуваме себе си. Ако го заборавиме нивното дело, нивниот подвиг, се забораваме себе си. Ако не го следиме и последуваме примерот што ни го покажаа, ќе лутаме по светскиот метеж. Затоа, како вечерва, така и секој ден, должни сме и ние овде собраните и сиот наш народ да му оддаваме достојна и благодарна почит заради нас, а не заради него и нив. Благодарам.